Добре дојавте во најновата емисија на Попкаст. Моето име е Мартин Богатиновски, а мојот денешен гостин е презвитер Бобан Митевски, свештеник кој служи во храмот Свети Никола во Скопската населба Аеродром. Со него ќе разговараме за духовноста во една секуларна држава како Македонија, за соживотот, за модерните кризи, за љубовта, бракот, разводите, различностите, но и за тоа каде човекот се наоѓа во целата оваа конфузија во која што живееме. Секако, на вас останува да стиснете лайк и сабскрајб под видеото, а доколку сакате да ја помогнете емисијата Попкаст, за да би можеле ние да снимеме емисии со свештени лица во други градови и да донесеме свештени лица во Скопје, тоа може да го сторите со донирање преку опцијата Thanks, што се наоѓа веднаш под видеото во редот на лајковите. Бидете со нас. Отец Бобан, мило ми е што сте денеска тука со нас, во најновата епизода на Попкаст. Добре дојавте. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Би започнал со нешто што многу ми намислат дека свештеникот во Македонија барем живее многу лесен живот, има помалку искушенија од останатите, дека има и некоја перцепција кај народот која што се шири оправдана или неоправдана, дека поповите спијат на пари, дека се луксузираат и сето тоа. Ева од прва рака, како е да се биде свештеник во Македонија? Така ли е? Не, значи свештеникот живее со предизвиците кои што ги живее секој човек во секојдневниот живот. Всушност, токму и тука свештеникот се гледа како отец на народот затоа што се сообразува, го преживува и го доживува сето она кое што го доживува и народот Божи. Не само би рекол предизвиците и несреќите и искушенијата, да не зборуваме цело време или негативно, туку и секако и радостите и она кое што е позитивно, но неговата би рекол работа која што не е работа во смисла на професија, туку е навистина живот. Свештеникот, она кое што го работи и го живее, барем би требало да го живее, така да живее, и со својот живот да сведочи за Христа и за Евангелието пред другите луѓе. И на тој начин, тој има некако, па би рекол, поголема одговорност во таа насока. Бидејќи ако е професија, нели, од толку до толку, јас ќе си ја завршам работата што ја имам, вака или онака, професионално или непрофесионално, но ако сето тоа е живот или постојано е актуелно во моето секојдневие, тогаш нели би требало да бидам поодговорен, посветен и повнимателен. И тоа е затоа што би требало да бидам влезен во сето тоа со предзнаењето што ме очекува, дека треба да бидам служител на народот Божи, дека треба да служам, и не само што ме очекува, туку и дека тоа сакав да го правам. Често кај нас се случува концептот на нели да инсистираме да станеме свештеници, а па потоа малку како да подзабораваме што сме сакале нели во животот да бидеме. И свештеникот е пастир, значи ја има таа постојана одговорност, постојано е на штрек, така би рекле, како пастирот. Има ли помалку грижи од останатите? Не, напротив. Тоа сакав сега следно да го кажем, дека грижите може би се дополнително, но не би сакал да мерам на кантар сега, па да се оправдувам нели како свештеник. Секој си има човек свој предизвици и така натаму, но зошто ги има дополнително, затоа што покрај своите грижи треба да ги слуша и грижите на другите и да ги советува како да ги товарот да го носи Товарот да го носи, да, преку исповедите, преку доверувањата, преку барањето на совети и преку гледањето едноставно на лицата на луѓето и така натаму. Така што тоа е еден дополнителен товар и згора на тоа јас често го кажувам како за една споредба дека на пример јас денес како свештеник во моето секојдневие од сабајле ќе отслужам литургија, потоа како дежурен свештеник ќе дојде некоја крштевка, па потоа ќе отидам на погреб, па потоа имам венчавка и на крај треба да си отидам дома и да бидам со моите деца и да се видам нели со својата сопруга и да поразговарам и така натаму. Значи колку измешани чувства треба да се пројават од мене во текот на секојдневието, а околу тоа дека спиеме на пари, тоа е крајна невистина и небулоза и е пренагласено во смисла на тоа дека да, свештениците може би имаат еден живот кој што е
по-комотен во однос нели на другите луѓе и тоа е некако би рекол и логички и нормално. Зошто? Затоа што свештеници, на пример, во Скопската епархија се 70-80, ако не грешам според бројката, на толку население. Сега, тоа толку население православно, нели, па добро се грижи за своите свештеници, за да може да има пастири што нели ќе бидат постојано посветени во потребите на народот. Вие служите во црквата Свети Никола во Аеродром, да. Аеродром. Тоа е као помала параклис, така би рекле, но ние веќе го сменивме тој пристап терминолошки дека е параклис, бидејќи веќе стана навистина храм и една заедница која што е константна и постојана. Фала му на Господ, нели, и се шири со оние кои што се жедни за да го спознаат Бога, не заради мене или за кого било друг, туку луѓето си се призивани од светителот и од Господ, нели, да си пристапат. Може да кажеме дека живееме во едно парадоксално време. Од една страна живееме во една ера каде што секој може да каже се што ќе посака да каже, секој може да направи, нели, доколку законите дока што дозволуваат, ја може да го направи тоа што сака да го направи, а од друга страна пак никогаш народот некако не се чувствувал, барем мојата перцепција дека не се чувствувал понесигурно од сега, понеисплашено, понервозно. На што се должи тоа? Вака од аспект на свештеник, вие ги гледате тие на тој народ секојдневно делите. Да, одлично ви е прашањето и многу добро го поставувате, бидејќи е навистина актуелно. И навистина ние забележуваме, тоа е пастирскиот пристап од нели наша страна, колку што прогресот на човекот е технолошки понагласен. Јас немам ништо против технолошкиот прогрес и дај Боже да оди се, ако е за добробит на човештвото и така натаму. Но човекот како да станува зависен од сето тоа и да станува пасивен, нетрудолюбив. Тоа, пасивноста, мрзливоста е еден аспект зошто го прави човекот да биде позамислен, подепресивен. Значи човекот не се движи, човекот не работи со земјата, не произведува, туку само е посветен на екранот и на таа технолошка. Значи, некој вид еволуција. Па да, еволуција, лоша еволуција. но да, негативна, ете би рекло, негативна за она кое што е човекот, а човекот не е создаден за индивидуализам. Некако оваа технолошка еволуција како да го става човекот во рамки на нагласен индивидуализам, а да не му го обезбедува оно човекот за што е создаден, а тоа е заедничарењето. Прво со Бога, а потоа и со другите луѓе. Не може само со Бога, без заедничарењето со другите луѓе, како што не може ни заедничарењето со другите луѓе, а без Бога. Ние ќе видиме луѓе многу отворени за друштво и така натаму, пак се осеќа кај нив некоја несреќа. Тоа е затоа што немаат конекцијата со Бога. Добро, тој е еволуиран човек, ако може така да го наречеме. Колку е спремен тој за духовен живот во овакво општество, онакво како што е, за жал? Зависи колку е спремен за покаяние. Ако е спремен за покаяние, да почувствува и да рече, знаете, како вам ви е познато, зашто сте во црковен, но еве за гледачите има една импресивна парабола во Евангелието која што ја раскажува Христос за блудниот или во некој превод изгубениот син, за оној кој што го зема татковото богатство, делот што му следи и го потрошува, како што и ние денес ги трошиме даровите, нели, залудно, не мора да се само финансиски, какви и да било, интелектуални и така натаму. И што се случува во еден момент, кога ќе дојде до амбисот, до неизвестноста, нема веќе што да прави, ама и се исцрпуваат ресурсите и така натаму, се чувствува преосамен, тој тогаш доаѓа на себе. И чувствува дека е во, така Евангелието многу убаво го зборува тоа, Христовите зборови се во туѓа земја, во туѓеност. И тогаш го чувствува мракот во кој што постојано престојува и си вели, сега тука е повикот на покајанието, си вели додам во татковиот дом каде што има все и нема да го барам достоинството на син, те ќе го барам достоинството на слуга овој пат, ама да бирам барем во татковиот дом. Тоа. Зависи колку е човекот подготвен да види дека е во отуѓеност, во туѓа земја и да се врати онаму каде што треба да се врати. Но тоа покаяние не да биде спекулативно пазарџиско, јас така го нарекувам, од денес за утре, туку да биде постојано, константно, не веднаш со една сила како кога ќе се решиме да идеме во теретана, така им зборувам на верниците, така и во духовниот живот. Се решаваме да идеме во теретана толку што сме исполнети со таа подготвеност да вежбаме, што веднаш сакаме да кренеме 80, 90, 100 кила. Не. Сакаме инстант резултат. Така, инстант резултат. Ни во духовноста нема инстант резултат. Значи мора се да иде полека, но да чекориме. Затоа зборот подвиг го означува тоа движење, едно постојано движење.
Македонија како држава е секуларна, барем на хартија, и сега во реалноста би рекол дека малку е покомплицирана работата. Многу луѓе живеат со вера во своите срца, но имаат се помалку и помалку верба во институциите, односно во државата. Многу државни одлуки се донесени во поновава историја и тие се секуларни, ама народот честопати покажал дека знае да реагира духовно. Вие како свештеник како гледате на тој судир меѓу државната секуларност и духовната потреба на народот? А мене ако ме прашувате, концептот на секуларност е добар, но кај нас проблемот е што ние немаме прецизна дефиниција за нашиот овде систем, секуларен систем. Имено, кај нас дури се враќа, би рекол, оној пристап или она толкување на секуларноста како што беше во атеистичкото време, во комунистичкото време. И сега, кога сакаат се применува така, кога сакаат се применува оној полиберален пристап кон секуларизмот. Јас во една прилика го нареков, дојде прашање за нешто каде што треба да пенетрира, би рекол, верата во некаква форма што е дозволена во другите секуларни системи, па дури и во најсекуларните како Франција, тогаш кај нас доаѓаме до пројавата на тој, го нареков, милитантен секуларизам, кој што има за потреба да се докажува со верата, буквално да се бори со верата, или еве религијата да речам, ако не верата. Сега ние немаме некое прецизно толкување и таа слобода, која што во наводници за вака или така да толкувам, прави некогаш белји. Затоа е пак пројавата на би рекол гласот на народот, затоа што па народот секојдневно живее со верата и со религијата. Сега ти не можеш да го изопштиш ако он е во секуларниот систем, тој да заборави дека е верник. И сега и затоа што произлегува од тој културен контекст во кој што живее, кај нас целата култура, уметноста е ткаена со религиозни мотиви или со верата. Јас тоа често го велам во некои дебати, кога доаѓаат странци, што им покажуваме? Иконите, манастирите, фреските. Не им покажуваме, не знам што модерно сме направиле, не знам, шмизлата на плоштад или не знам што друго. Или бикот, да. Така што таа реакција кај народот е разбирлива затоа што народот ја живее верата. Сега, вака или така, но ја живее. Кај нас неколку пати се покажи проблематично, дури тоа ете политичар актуелен од власта, кога ќе се сретне со владика или со митрополит или архиепископот да земе благослов јавно пред камери, нели, одма се прави тука, ние сме секуларна држава, како веројатно и тоа спаѓа во сме го дебатирале, сега не им одговара. Сме го дебатирале, јас често прашувам зошто сега едната поставеност, секуларноста на државата, која што ние сакаме да ја толкуваме во насока, дека тој не може да земе благослов, што впрочем е добар збор и да баци рака на архиерејот, а од друга страна го суспендираме неговото лично право да си ја пројави својата религија. Или сега што, кога го облече костумот и ќе излезе, јас сум сега политичар, не можам да живеам како што живеам дома повеќе време од денот од куку како нели кога сум функционер. Некако нели работите не ми се подудираат. Ако ќе видиме па на Америка и Трамп, мислам било кој од така е. На самиот долар, на самите пари, на така, или па често еве тие има нели почнува некој состанок неодамна на тој негов кабинет, на неговата администрација со молитва го почна. Од колку зошто па тогаш нашите политичари учествуваат на молитвениот појадок во Вашингтон? Така, зашто тоа не е проблематично, не е проблематично од секуларен аспект. Да. Ајде одиме малце уште подлабоко за соживотот. Више почнавме за Македонија како држава да зборуваме. Таа е мала земја со големи тензии до сега, со големи различности и стравови. Тука живеат и христијани, и муслимани, и левичари, и десничари, нели, млади и стари. Сите делиме иста влест од зграда, исти автобуси, исти улици. Дали човекот ми сметате дека е способен на вистина за соживот во едно ваква ера сега каде што живееме ние моментално, или тоа е само една убава фраза за да не се караме меѓусебно? Постои ли соживот како термин, како Јас мислам дека на она основно ниво на обичното граѓанство или на малското живење и така натаму живее, но проблемот е на повисоките нивоа, каде што недоволно се покажува тој соживот, но би рекол и се стимулира несоживотот преку разните наративи кои што се употребуваат.
особено опасни оние националистички наративи кои што се употребуваат, како што рече еден отец, зошто морам да бидам добар македонец или патриот, а треба да го мразам оној кој што живее тука до мене. Значи, зошто мерата со која што се мери мојот патриотизам треба да биде омразата кон другиот или навредувањето на другиот. Јас мислам дека ако сите се фокусираме на реалните проблеми со кои што се соочуваме, а тоа е нашето секојдневие, да имам леп на масата, да имам подобри социјални услови, да имам културни настани, предуслови, не знам, добар театар, добро кино, манифестации од секаков тип, каде што младите ќе се среќаваат. Ако државата стимулира, па макар и преку невладиниот сектор, нели, стимулира дебати, сретнувања, еве, например, имавме еден прекрасен проект во кој што јас долги години учествував и го водев, се нарекуваше меѓурелигиски час. Беше под капата на Конрад Аденауер фондацијата, а имаше идеја 2 пати или 4 пати, зависи како имаше можности финансиски, да се сретнуваат студентите на теолошкиот и студентите на исламскиот факултет на еден заеднички час, каде што ќе разговараат за какви да било теми. Значи, и потоа дури и на крајот тоа го заокружувавме со заедничка повеќе дневна дружба некаде како настава во природа, ете ви рекол. И зошто тоа да не се прави? На тој начин се развива диалогот, другиот се запознава со другиот. Многу е важно стимулирањето на тоа, да се запознаваме едни со други, да седнеме и да говориме, ако треба и да се штипнеме, да видиме дека не сме различни едни од другите. Ама сменете се работите во позитивна насока, мислам дека да. Мислам, знаете, и со технолошкиот напредок, луѓето веќе имаат достап до информации. Не можете да ги лажете и да им продавате ефтини финти или не знам што, кое што нивки ги стимулира кон нешто друго. Дури и сега, најопасно беше кога живеа затворени младите, нема шанси за прогрес, нема шанси за напредок, ама сега, нели, со мигрантските текови и така натаму може да отидат секаде па да видат еден поинаков живот. Тоа кога сме веќе кај со животот, тука влегуваат и оние поконтроверзни, да ги наречам, теми на денешницава, на пример ЛГБТ заедницата. Денес како да нема средина, едните велат тоа е грев, другите велат дека тоа е слобода, или си за или си против, нема нешто измеѓу, а има и такви кои не се интересираат и веројатно се малкумина, што не име гајле дали си ова или она. Од аспекта политика, не од закони, туку човечки, баш пастирски. Може ли православието да разговара со човек кој живее поинако од таа? Секако дека може. Прво, јас лично сум пример за тоа, не само на рамниште тет-а-тет разговор со некој човек кој што има некој свој пристап, некој свој концепт. Видете, ние малку сакаме да размислуваме за работите толку праволиниски и толку само во моментот. Гледајќи го човекот како живее и што е тоа, без малку подлабоко да живееме, да навлеземе во тоа зошто или поради кои причини или поради кои и трауми, комплекси или убедувања станал тоа што е. Не значи дека ќе го разбереме и ќе го прифатиме, ама зошто да не пристапиме во диалог? Значи, не само во тоа личносно размена на разговор или на идеи, туку сум учествувал дури и со такви организации во дебати и поминувајќи го секојдневието на конференции со такви луѓе. Дури и со Хелсиншки комитет или не знам со кој, се уште не. И ништо не е странно да излезеш таму и да си го кажеш својот став и да го слушнеш, нели, ставот на другиот. На крај може нема да се согласиме, но дали треба нашето несогласување да ни ја одреди иднината на заедничкото живење едни покрај други. Како што во во еден настап јас зборев, па ајде да почнеме да ставаме и зошто општеството е толку фокусирано на тие теми, а заборава некои теми што се погубни за ова општество, па дури и за конкретни личности, на пример како што се кладилниците, спортските кладилници, казината кои што ни се на секој чекор, коцката, брзите и лесните кредити и така натаму, што сметам дека се многу поголем проблем од толку една минорна заедница, нели, меѓу нас, која што пројавува некој поинаков пристап кон животот. Не дека не треба да има дебата и за тие теми, да треба. Лично сметам дека
не живееме во општество кое што узурпира туја слобода да ја пројавува, но и тој што ја пројавува својата слобода треба да знае дека не смее да ја наметнува во општиот простор. Во општиот простор треба да имаат закони кои што се за добробитот и днината на државата, на населението и така натаму и така натаму. Но приватната слобода дали некој сака да ни наметне или не знам како да кажам дека некому му одземаме, како општество зборувам, дека му одземаме некое право, не знам дали е тоа така, но еве ќе спомнам. Има такви наративи. Да, ама повеќе би кажал дека се некако неоправдано наметнување, затоа што точно е. Ете во Македонија, во град као Скопје, главен град, се одржува секоја година геј парадата на гордоста. И како што рече и владиката Јаков баш на лани пред одржување на парадата одржа пресконференција, баш присуствував на таа, рече дека ние сме можеби и една од ретките земји во Европа каде што парадата поминува без никаков проблем. Никаков инцидент нема. Јас тука би додал дека ние сме една од ретките земји каде што таа парада не е класична парада, геј парада, туку е парада на гордоста. Така, да, таму знаат некогаш да излезат со некои транспаренти и така натаму. Имаше икони. Да, кој што израз јас на крајот и не разбрав нели дали тие икони се автентични од нашите паради тука или пак се од негдека друго, но не сакајќи нели сакав тоа да го потенцирам дека да, тука си поминува таа парада, како да кажам, ајде сега недозволено од институциите, тоа е неминовно дека секој има право да пријави свој начин на израз, нели на мислење и така натаму, но и не е засегната од нели некои групации кои што би посметале на сето тоа што се случува, како што на пример се случуваше во соседна Србија. Но кај нас за волја на вистината мораме да кажеме дека тие паради не се израз дотолку на некаква голотија или на поконзервативни се. Па некако поконзервативни, да. Дозволено ли му е на тој припадник на ЛГБТ заедницата да биде православен верник, да води литургиски живот, да се причествува, да доаѓа во црква? Секако дека му е дозволено, нормално и да учествува на литургијата. Како оди едното со другото? Знаете сега, можеби тој е многу поморален и помногу добар од секој еден класичен верник, но со ова се уште се бори. И не може кај себе да го побиде и да го надмине. Кој рече дека кога ќе дојдат во црква доаѓаат светители. Во црквата доаѓаат грешниците, почнувајќи од сите нас свештениците па надолу. Така што црквата е лечилиште, црквата е болница, црквата не е место на праведници и на оние кои што ништо не сгрешили или не грешаваат во луѓето. Колку од нас, на пример, кои што не сме геи, сме стрейт, ама имаме па други страсти кои што ги живееме. Можеби некој од нас, не знам, го изневерува својот брачен партнер, или па е страстен пушач, или па не знам што и така натаму и така натаму. Да не ги мериме нели на кантар. Но добро, едните веројатно се трудат да станат подобри луѓе и свесно сваќајќи дека прават грев и еве денеска сум изневерил сопругата, утре нема да го направам тоа више, односно нема повеќе никогаш да го направам тоа, но што е со оваа ситуација сега? Ако има покаяние е друг аспект. Ако нема имале таква ситуација? Да, сум имал, кај што нели таков човек доаѓа со покаяние и сака да го измени тоа, се обидува еден период, значи повторно се враќа на својата страст, повторно го актуализира кај себе покајанието, значи тоа е борба, така. Како што сум имал и такви кои што мислат дека е тоа сосема окей. Сега кон нив ми е пристапот еден, кон овие со покаяние или со желба, тенденција за поправање ми е друг. Добра, родителите како би ги посоветувале вие на оние кои што имаат такви деца, отворени ЛГБТ, отворени геови, како би ги советувале оние кои што се конзервативни родители? Што да прават тие? И тука, знаете, не можам да кажам, како да кажам, генерален став. Многу зависи од многу други аспекти. Прво, во која возраст пројавува такво нешто. Значи, јас сум имал и семејства каде што пројавуваат во многу помала возраст. Сега не зборам за основци, ама и при крај на основно оделени. И за средношколци и така натаму. Значи, многу зависи. Јас сепак ќе кажам нешто што треба да го правиме, да го превенираме од помладата возраст, а тоа е многу диалог со своите деца. Родителите мора да имаат многу диалог со своите деца и да ги отвараат овие прашања, да не бидат табу теми кои што ќе бидат заскриени, туку да ги отвараат и да им укажуваат, нели, на
сите аспекти на едното, нели, и на другото. На позитивните, нели, аспекти и на негативните аспекти од ова другото. Така што тука би сакал да нагласам дека и во фаза кога ќе дознаат родителите да не биде тоа веќе крај на светот, туку да има и тука диалог, да има едно трпение, многу големо трпение, еден пристап, сега не да рече, па добро, така си одлучил, нели, терај, но да укаже родителот дека можеби не се согласува со сето тоа, нели, но дека пак што ќе го затвори детето, ќе го зароби детето. И има секакви. Да, но знаеме дека тогаш намеднуваме една поголема фрустрација која што преминува во еден инат и во едно одделување на детето од домовите, од бегање, па потоа родителите не знаат каде им е детето и што прави и така натаму. Супер пријатска го спомнавте, ги спомнавте тие пороци како што се коцкањето, кладилниците, обложувалниците, казината. Живееме, ете, пак ја речам, во такво едно расипано општество, полно со алкохол, со порнографија, со дроги, со коцкање. И сето тоа, за жал, станува нормално. Доаѓаат ли кај вас такви луѓе со таква болка, кој што ете западнал во криза со коцкање, сака да се излечи, што да прави? Доаѓаат. Можеби коцката е најлошиот порок од сите, оние кои што дошле со некаква страст, со некаков порок, бидејќи не го уништува само индивидуалецот, туку уништува цели семејства буквално. На емисија, претходна емисија, отец Ивица Тодоров дури кажа дека е полош од коцката и од наркоманијата. Точно. Значи, ако ставаме некакво мерење на тие гревови на тој некој кантар кој што не постои, но ако ги гледаме последиците, нели, од сето тоа, точно коцката е таква. Се растураат семејства, се растураат. Да, ептен, значи не само што се растураат семејства, туку тоа остава импликации на идни генерации. Ајде сега кај зависникот, можеби да, тоа го засегнува и семејството, но најголемиот губитник е оној кој што, нели, нема да престане и на крај можеби да го изгуби животот. Но ваму долговите кои што ќе ги создаде нели коцкарот може да имплицираат последици по генерации од семејство, да изгуби нешто што било создавано да се изгуби и така натаму. Така што тука голема е опасноста и јас сметам дека и државата и особено црквата треба на вистина фокусот да го стати и да бидат посветени на тоа, затоа што во ова време каде што човекот е некако стимулиран од таа брза заработка, тој брз успех и така натаму, овие се дувла, би рекол, каде што тоа се овозможува или им се доближува на еден по лесен начин. Човекот кој што зацртал еден таков план и чиј што е возбуден, ама заматен по таа идеологија за брзо да стигне негде затоа што гледа дека другите имаат, а да не се потруди при тоа, овие ги ловат, нели, на тој начин и им го овозможуваат тоа, а овие со затемнетиот не гледаат дека се во една стапица и влегуваат во една идеологија која што почнуваат да ја исповедаат, би рекол, дури на крајот сваќаат дека е безволно, но веќе толку се заробени што не можат, нели, да се отстранат од сето тоа. Затоа мораме да бидеме многу внимателни и мораме да бидеме задоволни, мораме да бидеме скромни со тоа што го имаме, не гледајќи на друг зошто има. Па ние можеби имаме нешто друго што тој го нема. Да не се фокусираме да тој има пари, тој има, не знам, финанси, ама можеби нема среќа, а ти ја имаш среќата. Имаш кохезијата на семејството, па кохезијата на семејството некогаш е поважна и во некоја по-специфична финансиска состојба. Има некоја перцепција вака дека новите генерации на нели луѓе, на деца, како да живеат поинаков живот од оние кои што порано ние сме биле навикнати, односно тераат здрав живот, фитнес, на тоа се некако насмерени и се помалку пушат цигари, што ме радува вака, и се помалку дроги веројатно, ама ете коцката што зборите. Да, многу е застапена кај младите, но сега гледам дека повторно можеби замавот го зима и зависноста на наркоманијата, ама преку еден друг пристап. Преку оние, не знам како ги викаат, нели, апчиња кои што ги користат, кои што ги внесуваат во некаков транс или занесеност, кои што, колку што разбрав од некои помлади што доаѓаат кај мене во црква, дека можат да се земат дури и во трафики, можеле да се купат. Така што веројатно комбинацијата на тоа со алкохол и така натаму сепак и тоа, знаете, веќе е тренд кој што треба да те внесе, да те направи ин.
во друштвото. Исто така и болките со кои што доаѓаш можеби од семејството, можеби од училиштето и така натаму, ти овозможуваат тие средства да ги заборавиш, па да бидеш актуелен и така натаму. Не, сето тоа е еден многу погрешен пристап. За мене, нели, водењето на еден здрав живот преку храна, преку фитнес, се е добро, се додека не стане некаков си идол, кој што може па исто така да биде погубен во однос, нели, ако е за покажување, прикажување, демонстрација на тоа какво е моето тело или така натаму. Неопходно е да преминеме и на темата здраво православно семејство, особено затоа што денес многу луѓе веруваат дека бракот е застарен модел. За жал така е. Мислам, не се согласувам, него така веруваат луѓето. Имам и доста мои пријатели кои што живеат во заедница со нечка девојка, но не сакаат да склучат брак. Што губи општеството од тоа? Па општеството ја губи иднината. Нацијата ја губи клетката. И државата го губи опстојот. Затоа што на крајот на криштата таквиот пристап се сведува само на една себичност. За жал, и таквите генерации се воспитани од претходните генерации во тоа. Можеби некохезивноста на семејствата во транзицијата, отуѓеноста од Бога си го дава сега својот резултат. Знаете, луѓето не сакаат да се мачат, не сакаат да ги носат страданијата и маките на секојдневието, па дури и карактерот на другиот, кој што, гледајте сега тука колку е парадоксот голем. Го знае 3-4-5 години оди во врска со него, потоа во брак веќе како да не го познава, затоа што доаѓаат реалните проблеми. А никој претходно не разговарал со тие генерации за реалните проблеми кои што ќе дојдат. Неодамна имав, нормално јас можам да кажам од она што го зборувам со верниците без именување, но примери за да видат позитивни за сите. Например, како мажот не може да ја преживее или веќе да се соочува или да ја носи специфичната бременост на неговата сопруга. Ние знаеме дека во бременоста хормони и така натаму има разни секакви пројави, но и сега не се подготвени, нели, мажите да го носат сето тоа. Зошто? Затоа што никој не им го предава искуството дека може да се соочат со такво нешто. Тоа треба да го прават родителите, да разговараат за многу нешто со своите деца и да им го предаваат своето искуство. Она со кое што би заклучил зошто живеат такви заедници, затоа што не се подготвени за жртва. Не се се раѓаат во мрачни деца. Не се подготвени за, знаете, веќе тоа станува статистика. Ти можеш кога сакаш да се ослободиш под наводници од сето тоа кое што ти пречили, ја засега твојата индивидуалност, би рекол твојата себичност. Значи не се подготвени за жртва, не се подготвени да жртвуваат нешто од себе си. Тоа е проблемот. А има уште еден поголем проблем кој што ни се случува, а тоа е дека влекуваат и во брак поради финансиски користолюбието, Љубие. Сега, како што рековте вие, 4-5 години го познава, после тоа више се заборавило. Какво е среќата се гради веројатно заедно. И во врската е како едно, љубовната врска пред да се стапи во брак, треба да се види дали одговараат еден со друг. За во бракот после да биде. Така е, јас често им велам на, нели, младите верници, на оние кои што се дечко и девојка, да отидете заедно на одмор. Нели, и ако условите доживуваат, можеби во некој период и да поживеете заеднички живот. Можеби тој концепт се коси со концептот на патриархалноста, но ние веќе ја немаме патриархалноста во форма и во облик како што ја имавме некогаш, затоа што не живееме во заедници. И сега, јас не сакам да ме свати некој патриархат дека треба мажот да биде главен, туку кога зборувам за концепт на патриархалност, зборувам за живење во заедници, каде што се знае чива е или што е улогата на мажот или што е улогата, нели, на жената. А сите имаат возвишена улога. Дури за мене жената има поблагородна и поодговорна улога од мажот, кој што е излезен од домот, нели, треба да донесе за домот, тој е отец на домот, тој ги носи одлуките за домот, но мајката е бедемот, темелот на домот, затоа што таа седи при огништето и ги воспитува идните генерации. Денеска мајката не седи при огништето и не заговарам дека треба да седи при огништето, затоа што тој концепт е толку, нели, напуштен, така што жената. Ма современиот менталитет е некако, ако не ме прави среќен, чао, пријатно си одам и крај на приказна. Затоа што тоа е затоа што не ме прави среќен,
А јас не сум подготвен да жртвувам во името на мојата среќа како и да ја гледам. Значи денес не сакаат да се поправат. Да, они си укажуваат на грешките, ама често тоа се сведува на тоа да се лутат еден на друг место да седнат и да разговараат. Некој рече па многу пати сме разговарале и нема поправање. Па добро, колку се кохезијата, хармонијата се мери со време или се мери со, би рекол, со години, со минути и со денови. Значи треба да имаме малку трпение, повеќе големо. Исто алармантно е и тоа што се повеќе луѓе млади не сакаат да стапат во брак. Дури и оние кои што се веќе во брак почнуваат многу да се разведуваат. Има на статистика баш пред некој ден излезе дека страшна е бројката на разводи. Да, и тоа ние го забележуваме во црковниот контекст затоа што па и ние тука имаме некоја статистика, обично стапуваат веќе во втор брак. За да стапат во втор брак мора да го разведат црковниот брак од првиот брак, како да кажам. И доаѓаат тоа да го направат за да можат да бидат венчани повторно нели во црква и да стапат во втор брак. Така што имаме навистина голем број на второбрачни. Ама и кај нас статистиката е само за второбрачните, а ние ја немаме статистиката која што исто така и голема за оние кои што веќе никогаш не се одлучуваат да стапат нели во брак. А имате и тенденција на разделени семејства каде што не се одлучуваат за развод, но се одлучуваат нели за разделено живење. А како е вашиот став за разводот као развод? Треба да се живее во брак по секоја цена или ако не оди... Не, јас не сум по секоја цена, затоа што веќе доаѓаме до моментот. Прво, знаете да видиме што е причината. Ние правиме една градација на тие нели причини. Можеби никој, например, прељубата или изневерувањето не може да го надмине. И потоа тоа ќе воведе многу од психолошки до малтретирачки моменти нели во заедницата. А второ, можеби нема покаяние кај оној кој што го правил нели изневерувањето. И веќе што тоа семејство не е семејство во вистинската смисла на зборот, но еве и да не е само изневерувањето. Например, прибегнал не знам, мажот кон некакви си девијантни однесувања и постојано врши пресија и малтретирања, децата се воспитуваат во една таква атмосфера и потоа стануваат такви, стануваат агресивни и така натаму и така натаму. Јас не велам дека не треба да се даде време и да се истрпи. Но многу е тешко сега да зборуваш во името на некого и да му речеш нели истрпи. Треба прво да ја видиш и неговата подготвеност за сето тоа. Знаете, нема тука генерализирање. Секој пример си е посебен пристап. За себе, така, да. Додека ги спомнавте децата и воспитувањето, тоа е многу битно, мислам дека е коренот и на многу проблеми. Родителите денеска се изморени, преплашени, обземени со работа, со телефони, звонаат, кредити, стресови, а децата пак од друга страна растат на еден поинаков начин од тоа што сме растеле ние на TikTok, на социјални мрежи, на YouTube, снимаат видеа. Има ли некоја си духовна формула за новиот свет? Или треба да се смисли некој нов начин на родителство, да се прилагоди на оваа денешница? Имавме ние некои идеи и како црква и нели свештеници како индивидуи дека можеби треба да се најде некој концепт каде што ќе се овозможи простор после литургијата, например, така наречено неделно училиште, каде што ќе се дружат не само децата меѓу себе, туку и родителите со децата и родителите меѓу родителите, каде што ќе ги нема екраните, ќе ги нема телевизиите, ќе се оддели. Денес е недела, така? Денес дома сме, така? Да, ќе се спремаме по план не за неделата што следи, но можеме да одвоиме 2 часа за дружба нели со другите семејства, па да разговараме за реалните проблеми, па да се видиме малце со своите деца, да ги заборавиме екраните, телефоните. Јас велам, колку и да е обременет човекот, денешниот човек, со сите овие аспекти кои што ги наведовте, од кредити до не знам телефони, до работа, до нервоза, до мобинг на работа и не знам што, има време за детето. Доволно е 5 или 10 минути да седнеш и да го прашаш како помина на училиште, што правеше, има ли некој проблем, да му дадеш некој совет, да го гушнеш, да го прегрнеш, да му речеш, поставувајќи го авторитетот врз детето, остави го телефонот. Јас не велам да не се дозволува детето да биде на телефон. Зошто? Па на тој начин па и треба нели да биде, како да кажам, во контекстот. Немаш ти да го одвоиш кога сите деца околу се такви. Но ограничи му го времето, кажи му дека не треба да му служи на тоа, туку тоа треба да му послужува на него. Значи, има време за се. Да не се лажеме. Има време за се. Да, јас знам дека уморот не совладува, знам дека секојдневието, нервозите, предизвиците не совладуваат, но многу е лесно да се предадеме. Ние, како што вели еден старец, христијаните, ај, тоа важи, за мене кога зборувам за христијанин, зборувам за човек, зборувам за луѓе. Тоа е за мене со знак еднаквост.
треба да бидат храбри. Треба да се соочуваат со проблемите. Господ Да не ги никогаш стават под тепих, така, Господ никогаш не дозволува повеќе од тоа што треба да носиме. Ако со оваа девиза ние настапуваме во животот, Така. Добро, ако живееме во свет на интернет, на телефони и екрани, дали сметате дека црквата можеби треба да ја смени тактиката и да да се приклучи малку повеќе во тој нели да биде присутна на да, интернет? би рекол дека Вие, црквата например, сте доста и на телевизија и водите и нели имавте и емисии за празниците, доста добро беше прифатено, мислам е прифатено, не знам дали уште трае. уште трае, да, прифатено е. Да, доста добро прифатено. Ете, има и доста други примери на свештеници кои што се активни на интернет. Може ли така да се допре до новите генерации? Може, и тоа е еден добар формат, современ формат, нели, пред се, затоа што нашето актуализирање треба да биде во форматите кои што се подостапни или каде што младиот човек, па и другите луѓе се поприсутни. Но ова не смее да го замени или да стане примарно од амвонот во црквата, односно од литургискиот простор. Сепак тоа е просторот на спасението. Ова треба да биде информативниот, иницирачкиот, би рекол, момент, но никако да биде оној момент кој што ќе преовлада. И второ, многу е опасно, тоа мора да биде контролиран. Сега зборувам од црквата во која насока контролиран. Не може да се даде на се некој да се појавува и да зборува. И контролиран од аспект на тоа што самиот, кој веќе зема на себе такво бреме, треба да го свати како свој удел и свој инпут во мисијата на црквата, а не за своја слава. Не за своја промоција. Тука опасноста може да биде голема. Затоа што тогаш, ако го свати за своја промоција и за своја слава, ние велиме ќе забега. Се ова други проблеми. Така, други девијации. Посериозни, да. Да. Добро, често слушаме во денешно време дека јас сум добар човек, не ми треба вера, ама потоа гледаме како лесно се руши добрината кога ќе исчезнат правилата, контролата, законите. И ми се врти прашањето дали добрината е природна во човекот или се стекнува со текот на животот? Не, секако дека добрината е природна затоа што се што создаде Бог е добро. Тоа сакав Да, се што создаде Бог е добро. Значи тука нема потенцијалот на доброста го има и во богообразноста на човекот. Богообразноста не е тоа што јас и вие вака изгледаме, дека Бог вака изгледа физички. Туку богообразноста се согледува, отците често пати знаат да дебатираат во што најмногу го гледаат присуството на таа богообразност, за мене е тоа личноста. Нели, на човекот, со сите аспекти на личностноста. Сега, ама во човекот во себе има еден друг потенцијал. Значи, човекот е добар, но човекот не е повикан да остане добар. Човекот не е повикан да биде само добар, туку човекот е повикан да биде совршен. Ако човекот останува на тоа, па јас сум си добар човек, правам добро, помагам на сите други луѓе, супер. Ама Христос ни посочи еден друг концепт, а тоа е концептот на совршеноста. Тоа е концепт на совршеноста во еден свој пристап го искаже од крстот. Како? Прости им, Господи, зашто не знаат што прават. На кој? На оние кои што го ставија на крстот. Ето, добриот човек не го кажува тоа. Совршениот го кажува тоа. А совршениот според што? Според потенцијалот што во него го вложи Бог, а тоа е подобието. Или да му станам подобен на Бога. Може ли човек да биде духовно жив, а емотивно мртов? Многу добро прашање. Навистина сега немам некој конкретен одговор. Може би може, зависи од со што се бори во своето секојдневие. Да, тој ја пројавува својата духовна живост низ разни аспекти, но нели потоа го стигнува неговата борба со секојдневието, го стигнува неговата борба со се нешто и се гледа неговата па емотивна празнотија. Би рекол дека не знам што да одговорам. Добро, и да сме едно прашање кој што можеби некој ќе речат премногу е морбидно, ама би ве прашал за смртта. Ево еден неодамнешен разговор со еден монах, баш ја отворивме оваа тема неформално и за стравот од смртта. И тој ми рече на работа која што длабоко ми се врежа во глава и уште ја паметам дека секое бебе што ќе се роди е всушност заразено со смрт.
Тоа е неминовно. Секој човек на овој свет ја носи таа зараза во себе. Некој се бори подобро, некој полошо, но дека смртта е зараза. Треба ли да се плашиме од тоа? Не, никако, затоа што Христос ја победи смртта. Но природен е стравот од смртта и добро рекол Отецот, јас само би додал со едно расудување на еден друг Отец, кој што вели во моментот кога се раѓаме, веќе почнуваме да умираме. Зошто? Затоа што физичката смрт неминовно настапува, но духовната смрт веќе е победена. И физичката смрт, нели, преку воскресението Христово, нели, доколку Бог одлучи заради нашиот труд, но и заради неговата награда, нели, да се обожиме и да се пројавиме, нели, дури и нераспадливоста да ја пројавиме во животот, како што е во случајот, нели, со телата на светиите кои што не се распаѓаат. Но сепак смртта, стравот од смртта е реален, затоа што постои духовната неактивност. Толку е присутен стравот од смртта и поприсутен колку што човекот е духовно понеактивен или не живее духовен живот. Ако човекот живее духовен живот, ќе види дека смртта е само нешто, како што велат отците, те приближува повеќе до Бога, отколку што те оддалечува од Бога. И е на еден поинаков начин ќе сваќаме смртта, низ призмата на воскресението. Не може да остане во реалноста на стравот од смртта христијанинот, затоа што христијанинот е дете на надежта. Тој го живее општото воскресение. Како кога погребуваме некој човек, велиме оној кој што живееше со надежта во воскресението. Нема христијанин што не живее во надежта во воскресението. Затоа за него смртта е само податок, само факт. Или како што велат отците, премин. Ве прашав од аспект на тоа дека се повеќе млади луѓе се борат со анксиозност, депресија, точно. И се плашат од суравот нешто да не се разболат, да не умрат и така натаму и така натаму. Но тоа е повторно заради перцепцијата и искуството кој што го имаат. Околу нив умираат, нели, луѓе, починуваат, за жал и млади луѓе, за жал. Тоа се случува уште 2000 и кусур години. Така е. Тоа сакам да го кажам. Некој треба да им го потенцира тоа искуство. Односно да им го потенцира, би рекол, значењето на смртта или смислата на смртта, која нема смисла во вистинската смисла на зборот, туку треба да им ја представи преку перцепцијата, преку воскресението Христово. И за крај, малку за самата црква како институција кај нас во Македонија, сметате ли дека цените на црковните услуги се малце превисоки во однос на тоа во каква сиромаштија живее верниот народ? Вака, прво морам да го предочам тој факт дека црквата не е институција. Црквата е богочовечки организам, каде што учествуваат сите, кои што Свети Василий Велики на литургиската молитва ги нарекува царско свештенство. Добро, ама тоа царско свештенство не дава ценовник, нема цени. Институции има. Затоа нареков така. Да, доаѓаме кон податокот дека во рамките на царското свештенство има функционално свештенство, а тоа е свештенството, епископите, свештениците, ѓаконите и така натаму. Во рамките на царското свештенство има хиерархија. Штом има хиерархија, мора да има институционализираност. Зошто таа институција задава, би рекол, ценовник на она кое што свештениците го прават? Затоа што тоа е многу логички. Таа тарифа или тој тарифник е логички сплет на размислување дека тој износ ќе овозможи на свештениците, нивните семејства, нивните деца да живеат, би рекол, на едно ниво кое што е, комотно, кон долната граница на комоција, затоа што на човек никогаш нели доста од пари, доста од работи што сака да ги има во животот. И сега, јас го задавам тој тарифник, тој е општи менител на тоа дека ако тоа се даде од страна на народот, ќе биде доволно за да можат сите свештеници и нивните семејства да живеат. Сега да кажете дека ценовникот постои само затоа што луѓето не знаат сами да дадат? Точно е. Луѓето не знаат да дадат сами, односно не знаат, или луѓето мислат дека ако денеска јас влезам, фала им за дарот, јас не го порекнувам нивниот дар и нека е 10 денари ако тоа е од
она кое што тие го имаат. Но со 10 денари не може, 20 денари не може. Ова не заговарам се дека треба повеќе да даваат, но сакам да им кажам дека за конкретните услуги кои што ги добиваат, ајде така да ги наречам, за кои што го плаќаат свештеникот во одреден износ, а не колку што сакаат, затоа што никогаш нема да го платат доволно за да свештеникот и неговите семејства живеат. Сакам еден податок да предочам. Свештениците немаат месечна плата. Тоа ретко кој го знае. И тоа сакам да ми го објасните. Не земаат месечна плата. Како функционира еден свештеник? Како живее? Еден парохијски свештеник живее од тоа што ќе го заработи во рамките на дежурството дежурниот свештеник. Еве на пример, во оваа недела од прочитаните молитви, направените крштевки, направените погреби, направените венчавки, тоа се собира и тие го делат како неделна плата, замислете на 8 или на 9 свештеници. Карикирам. Денеска е од сите овие ставки кои што ги наведов, заработено 60, 70, 80 илјади денари оваа недела. При тоа, од сето тоа, тие делат одреден процент, како така наречен црковен разрез, која што оди за сите други аспекти од животот на црквата, образовните институции, издавачката дејност, плаќањето на администрацијата, харитативната дејност и така натаму и така натаму. Тоа што ќе остане, еве карикирам дека е 80.000 денари. Треба да го поделат 8 свештеници, како неделна плата. Би дошло дека тие земаат 10.000 денари неделно. Ама ова е груба пресметка. Сега зборуваме за градска црква, да не зборуваме за селските. За селските попови, да. Тоа е уште подолу е таму износот. Сега тие се надеваат на парите што ќе ги заработат во актуелниот период, така го нарекуваме ние свештениците, а тоа е овој период, на славите, на водоосветите и така натаму. И тие пари финансии што ќе ги заработат тогаш, треба да ги распределат во текот на целата година за да живеат. Ако ги потрошат веднаш во февруари, март, кои што се најмртви месеци во однос на што се случува, па дури и крштевки и венчавки и така натаму, значи свештениците живеат со тоа што го заработиле. Како земјоделците го продаваат. И така се, знаете ли дека свештениците на тој начин се регистрирани во државата како занаетчии поединци и плаќаат толку придонеси и затоа земаат ниски пензии, но уште еден податок кој што сакам да биде запазен и да го знаат. Плаќаат паушален, категоријален данок на државата, односно кон УЈП. Например, еден градски свештеник денеска плаќа околу 20 и нешто илјади денари годишно како данок на државата за својата дејност која што ја работи. И тоа при тоа го плаќа од својот џеб, не го покрива нели црквата. Што покрива за него храмот? Само неговото пензиско и здравствено осигурување кое е на минималец. Со ова не сакам да ставаме на перцепција дека сега ние се жалиме. Не, народот е даровит и не се буни. И ние свештениците за оној кој што нема да плати, толку велиме во ред, нема потреба да платиш, но ако искрено го кажува тоа дека нема да плати, а не лаже, како што имам јас една ситуација, па после излезе на женски муабети, домаќински муабети на онаа страна што е на Facebook, па така откривме нели дека жената се пофали дека го измамила попот, дека нема, и ги посоветува и другите жени нели така да прават, да постапат, да. При тоа заборавајќи дека јас имам деца, дека јас имам семејство и дека ако јас не доволно или заработувам за да имам еден пристоен, би рекол, живот, тогаш ќе морам да работам нешто друго, ама тоа ќе го стави под знак прашање сето мое вложување во свештенството. Така. Само ќе заокружам со ова, да не забораваме. Има еден убав цитат, е во Стариот Завет, но секако имплицирани во Новиот Завет. Оној што служи при олтарот, се храни од олтарот. Да, баш така. Безбогно ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека ќе имаме повторна можност. Фала ви искрено за поканата и ми беше драго. Драги гледачи, фала ви и вам што гледавте. Се гледаме повторно. Поздрав.